Скопје ќе гори од смеа. Скопје стендап комеди фестивал од 1 до 4 јуни во салата Фросина во Младинскиот културен центар. 4 дена урнебесна смеа и враќање во нормала со 12 врвни стендап комичари од целиот регион. Влезници по смешна цена на билети.mkc.mk и на благајната на МКЦ. Генерални покровители: Глеј, првата македонска стриминг платформа и градот Скопје. Нормално. Скопје гори од смеа. Конечно. Битолските бегови кафе појќе не пијат, ама затоа Ванчо Михајловисти ќе пијат кафе среде Битола. Срамота! Цел бугарски врв на отварање на центар за бугарска пропаганда во Битола, кој го носи името на фашистичкиот и усташки соработник Ванчо Михајлов. Приватно дошле од Софија. Оти само приватно му се поклонуваат на Михајлов, не и кога се во официјални посети, затоа приватно дошле. Тоа е се што треба да знаете за бугарските власти и ЕУ, чија се тие членка. Треба да им се заблагодариме што не дозволуваат да бидеме ние дел од тоа фино ЕУ братство. Дали сваќате колку е во право оној Владе кога зборува за денацификација? Сваќате сега? Ако не сваќате, треба да сватите. На ЕУ не и доаѓа памет у глава. Заедно со САД го туркаат светот во нуклеарна војна, мислејќи дека се миротворци и добрите дечки на планетата Земја. Релативизација на злото, поточно на фашизмот и ревизија на историјата ќе донесат страотни последици за сите нас, во тоа да бидете сигурни. А ти Пендаровски и ти Ковачевски, треба да се срамите што дозволувате глорификација на фашисти во сопствениот дом. Се мочате на антифашистичките темели на која беше изградена Македонија. Вие сте нули. Ако веќе немате јајца, да го затворите тој културен центар во Кутра Битола, која со ништо не го заслужи, тогаш барем побарајте да го сменат името на центарот, да го сменат подитно. Нека си го величаат Ванче тамо во Българија, не овде. Нашите дедовци беа антифашисти. ДНК молекулата на македонците е антифашистичка. Обаче, СДСМовското либерално граѓанство многу не љуби македонска историја. Обаче тие се многу напредни хора со еу вредности. Па ако се такви, да им кажеме кој бил Ванчо Михајлов. Тој е човекот кој во последното интервју пред да умре во Рим ги нарече македонците говеда. Значи, повторувам, ги нарече говеда нас, македонците, и додаде: какво е това Македонија? Какво е това Македонија без българи ако не ја управляват? Овој крвник дозволивте да биде чествуван во Битола. Дозволивте да биде отворен антимакедонски пропаганден центар со негово име среде Битола. Дозволивте цел бугарски врв да го слави тој фашист среде Битола. Освен тоа, Ванчо Михајлов со усташкиот поглавник Анте Павелич заедно го организираат атентатот на српскиот крал во марс 1934 година. Ако не сте знаеле СДСМовци, еве сега ќе знаете. А србите како соседи утре со право може да не обвинат дека дозволуваме глорификација на фашизмот и на човекот кој го уби нивниот сакан крал. Да, тој кралот убиен во Марсеј, србите многу си го сакаа. Истите оние срби кои ни дадоа пченица за леб да имаме. Зошто сакате и србите да не мразат, а? Треба србите да не мразат за љубов на бугарите, тоа ви е надворешната политика, говеда едни. А и тоа, туку, колку бе македонци се убиени по наредба на тој Михајлов, знаете? А? Колку се убиени македонци по наредба на тој фашист, кој си доби бугарски центар среде Битола? Вашата идиотштина во СДСМ нема граници, исто како и небото. Има ли барем еден меѓу вас во СДСМ што има грам мозок? Ако имаме среќа, еден ден сите ќе лежите за овие предавства и понижувања на кои не изложувате како народ. Смрт на фашизмот, слобода на народот. А ти, ЕУ, shame on you.
Скопје ќе гори од смеа. Скопје стендап комеди фестивал од 1 до 4 јуни во салата Фросина во Младинскиот културен центар. 4 дена урневесна смеа и враќање во нормала со 12 врвни стендап комичари од целиот регион. Влезници по смешна цена на билети.mkc.mk и на благајната на МКЦ. Генерални покровители: Глеј, првата македонска стриминг платформа и градот Скопје. Нормално. Скопје гори од смеа. Конечно. Полека се претвара во бугарско. Веќе на Википедија не можете да најдете ни еден македонски деец. Сите се бореле за Бугарија и биле бугари. Тга за Јук е бугарска, Гоце Делчев е бугарски, Бисер Балкански е бугарски, Зоран Саев е бугарски. До душа, овој последниот едно со него уште 150 квисни излиз, слободно можете да си ги прогласите за бугарски и да си ги земете вака топтан. Ама земаат бугариве буквално се што стотици години е македонско и по автоматизам само го преименуваат во бугарско. Сваќате ли тоа колку е опасно? Не само за безбедноста овде на Балканот, за безбедноста на светот. А Европа на тоа си гледа и си ќути. Ќутат, бе? А ќутењето значи што? Одобрување. Значи ЕУ ги одобрува овие убер шовинистички дејства на Софија. Очигледно за неа не е проблем фашизмот. Се викал Ванчо Михајлов културниот центар, не, па тоа не е наша работа, како што реков, нели? Не го знам, кој бе тој Ванчо? Кој бе Ване ми изборите нас на ЕУ, бе? А? Не знаеме кој тој, бе? Бугарија е членка на Европската Унија, а? Затоа и се може, само затоа и се може. Што ќе ви каже тоа за нас е закон, морате да слушате. Европски закон. Еве, можете и знаменце комотно да му ставите, европско знаменце. И онака на сите глупости ставате знаменциња. Ако ви кажат и да се натртите, па навикнати сте, нели, да се тртите, нели? Тогаш ќе се натртите и ќе си ставите таму кај што треба, нели, европско знаменце. Сите да видат. И во темно да ве најдат. Оп, знаменцето. Рага. Зајко кокорајко. Додуша, ова со тртењево не ви е нешто ново. Се натртивте и во Преспа, на Топличко покрај езеро, така. Се натртивте уште еднаш на бугарите, за да ви го симнат ветото. Може и ќе ви го симнат, ама после пак ќе ви го закачат. Мислам, тоа се, како да ви кажам, мислев на ветото да ви го симнат па да ви го закачат. Затоа што имаат право да ве тртат, докрај сте им го дале вие тоа право да ве тртат. А се прашувате кога е крајот на тоа тртање? Кога е крајот? Трти некој. Не се знае, бе, кога е крајот, не се знае. Внесете ги сите 3500 бугари во уставот, признајте дека овие сгрешениве 100.000 христијани од непозната провиненција се бугари, а така, бе! Афери Машколсун, така, бе, северно македонци! За да бидете докрај овци, животинки за експеримент, се што нема да функционира кај вас, нема на никој друг да му го правиме.
затоа што нормално не функционира. Ама кај вас мора да остане и преспански, и бугарски, ќе има уште некој договор секако, ама тоа ќе видиме кој ќе се јави од соседиве. Може и Вучич да се јави. Што ако Вучич она што го кажав претходно, ви рече, чекај бе, зашто глорифицирате некој тамо фашист кој што губил нашиот крал? Ај сега дајте отстапки за ова, ако сакате да ви давам пак овај храна, жито, ова, она. А Рама, додуше, шо бе Рама? Рама све посака си доби уште четврта држава, покрај Црна Гора сега, албански премиер, сега имате, значи, 4 држави, албански, 4 држави си добија. Еве, проста масо наша. Тоа е таа Европа, од секаде шуплива, ама ги секса по шупелките како нас. Америка се прпелка затоа што бугарството начелство не се нашиве северџански квислинзи па да ги слушаат како цуле покорни. Се обидуваат нешто со овој Петков, ама Галиба Радев од него ќе направи Петко тешкагла и на крај ќе му ја растури владата за после пак да дојде на власт Борисов. Радев и Борисов се како куче и маче. Јао. Ама во однос на Македонија се како ајкула бе, како фури од грчката митологија. Колку глави им сечеш, како свингата еве, колку глави сечеш, толку поише и растат. Битно е самата омраза кон Македонија и кон македонците, а посебно кон македонците. Главната фора на бугарите е што мораат да направат вештачки прираст и затоа најпогодни им се видува македонците како познати предавници. Од сите да направат бугари и едноставно во Северна Македонија, која повеќе не е земја на македонскиот народ, благодарејќи на СДСМ, да има само албанци и бугари. После лесно следи федерализација и од Македонија нема да остане ниту едно во наредните 50 години. Сега ќе живеат бугари. После ќе се вика Западна Бугарија и толку крај и конец. Само во книгите на некој си нов Ноам Чомски или слична некоја левичарска будала, по 100 години ќе се објаснува стратегијата на домашните предавници до уништување на сопствениот народ. Бранко, да ти се во партијата и во аболицијата. Скопје ќе гори од смеа. Скопје стендап комеди фестивал од 1 до 4 јуни во салата Фросина во Младинскиот културен центар. 4 дена урневесна смеа и враќање во нормала со 12 врвни стендап комичари од целиот регион. Влезници по смешна цена на билети.мкц.мк и на благајната на МКЦ. Генерални покровители: Глеј, првата македонска стриминг платформа и градот Скопје. Нормално. Скопје гори од смеа. Конечно. Битолските бегови кафе појче не пијат, ама затоа Ванчо Михајловисти ќе пијат кафе среде Битола. Срамота! Цел бугарски врв на отварање на центар за бугарска пропаганда во Битола, кој го носи името на фашистичкиот и усташки соработник Ванчо Михајлов. Приватно дошле од Софија. Оти само приватно му се поклонуваат на Михајлов
Не и кога се во официјални посети, затоа приватно дошле. Тоа е се што треба да знаете за бугарските власти и ЕУ, чија се тие членка. Треба да им се заблагодариме што не дозволуваат да бидеме ние дел од тоа фино ЕУ братство. Дали сваќате колку е во право оној Владе кога зборува за денацификација? Сваќате сега? Ако не сваќате, треба да сватите. На ЕУ не и доаѓа памет у глава. Заедно со САД го туркаат светот во нуклеарна војна мислејќи дека се миротворци и добрите дечки на планетата Земја. Релативизација на злото, поточно на фашизмот и ревизија на историјата ќе донесат страотни последици за сите нас, во тоа да бидете сигурни. А ти Пендаровски и ти Ковачевски, треба да се срамите што дозволувате глорификација на фашисти во сопствениот дом. Се мочате на антифашистичките темели на која беше изградена Македонија. Вие сте нули. Ако веќе немате јајца, да го затворите тој културен центар во Кутра Битола, која со ништо не го заслужи, тогаш барем побарајте да го сменат името на центарот, да го сменат подитно. Нека си го величаат ванче тамо во Българија, не овде. Нашите дедовци беа антифашисти. ДНК молекулата на македонците е антифашистичка. Обаче, СДСМовското либерално граѓанство многу не љуби македонска историја. Обаче тие се многу напредни хора со еу вредности. Па ако се такви да им кажеме кој бил Ванчо Михајлов. Тоа е човекот кој во последното интервју пред да умре во Рим ги нарече македонците говеда. Значи, повторувам, ги нарече говеда нас, македонците, и додаде: какво е това Македонија? Какво е това Македонија без българи ако не ја управляват? Овој крвник дозволивте да биде чествуван во Битола. Дозволивте да биде отворен антимакедонски пропаганден центар со негово име среде Битола. Дозволивте цел бугарски врв да го слави тој фашист среде Битола. Освен тоа, Ванчо Михајлов со усташкиот поглавник Анте Павелич заедно го организираат атентатот на српскиот крал во марс 1934 година. Ако не сте знаели СДСМовци, еве сега ќе знаете. А србите како соседи, утре со право може да не обвина дека дозволуваме глорификација на фашизмот и на човекот кој го уби нивниот сакан крал. Да, тој кралот убиен во Марсе и србите многу си го сакаа. Истите оние срби кои ни дадоа пченица за леб да имаме. Зошто сакате и србите да не мразат, а? Треба србите да не мразат за љубов на бугарите, тоа ви е надворешната политика, говеда едни. Ај тоа, туку колку бе македонци се убиени по наредба на тој Михајлов, знаете? А? Колку се убиени македонци по наредба на тој фашист кој си доби бугарски центар среде Битола? Вашата идиотштина во СДСМ нема граници, исто како и небото. Има ли барем еден меѓу вас во СДСМ што има грам мозок? Ако имаме среќа, еден ден сите ќе лежите за овие предаства и понижувања на кои не изложувате како народ. Смрт на фашизмот, слобода на народот. А ти, ЕУ, shame on you.